Еве, јас би сакала да укажам на некои прашања. Прво, во техничка влада, за жал, е потребен двоен подпис. Тоа никако не сме да се заборави. Значи, не е решавањето на проблемот само во рацете на техничкиот министер за внатрешни, туку и на, не знам ни како да го наречам, тој измислениот. На што сакам да укажам јас? Оно што мене ме шокира е реакцијата на председателот кој што ги теши граѓаните дека ќе се парламентот ќе превземе потребни чекори, имено да подсетам, оваа држава и преку председателот и преку премиерот мораше да реагира многу поодамна при креирањето на преговарачката рамка, зошто да подсети обврска на Грција како потписник на Преспанскиот договор, дека во овој дел има една реченица која вели: по истекот на 5 години од стапувањето во сила на договорот, односно по отварањето на првото поглавие. Зошто не ги подсетивме ние грците дека треба во Советот да бараат отварање на прво поглавје, бидејќи не само што Грција, значи туку Европската унија го крши Преспанскиот договор. Второ, кога велиме кој, кога и како требало да реагира, да кажам дека ние бевме убедувани дека во овие 5 години актуелната власт ќе ги превземе сите потребни чекори, значи можеше да реагираат сите партии парламентарни, но не можам да не кажам дека тоа фамозно мнозинство кое што е потребно, јасно ни укажуваше дека и да реагираме ние, попусто ќе заврши во некоја фиока нашиот предлог за измена на законот. На крајот сакам да кажам дека Мерлин да е сегашниот премиер технички за внатрешни работи, па не може да го ревидира она што предходните двајца, господинот Османи пред се и господинот Спасовски, не го реализирале навреме. Секој министер за внатрешни работи, секој министер за надворешни работи ке планирал време кога веќе потпишал штетен договор, каков што е Преспанскиот договор. Значи, не мора да се снима, нема посрамно нешто за една држава, освен ако не е пропадната, да го моли